Современото образование мора да остави поголем простор за практична настава и компјутерски технологии. Поголемо внимание исто така треба да се посвети и на односот помеѓу наставникот и ученикот, како и на релација наставник-родител. Кога ќе се слушне гласот на практичарите, се менува и начинот и размислувањето, визионирањето на идните стратегии во воспитанието и образованието. Конкретно во примената, слабостите и предностите на ИКТ во наставата, понатаму меѓуетничката интеграција во контекст на односите во наставата и тоа помеѓу директните учесници, наставници и ученици. Мотивацијата и предизвиците се еден од факторите кои влијаат на подобрување на образовниот процес. Со поставување на конкретна и далекосежна цел, наставникот треба да го мотивира ученикот да го извлече најдоброто од него, за дадената задача да се реализира. Целта мора да биде конкретна и далеко поставена. Секоја блиска цел не мотивира и не дава резултати. И треба да правиме напори да го извлечеме максимумот од учениците, бидејќи ние потенцијал имаме во нашите ученици. Мислам дека е крајно време сите да сватиме дека го имаме потенцијалот, само треба да го извлечеме од нив, учениците. Според психологот Лидија Николовска-Ѓорѓиевска, вклучувањето на децата во образовниот процес уште од најмала возраст им помага успешно да се справат со предизвиците кои ги носи животот, да бидат стабилни, да знаат што сакаат во животот. Па ги учиме да бидат добронамерни, хумани, солидарни, дружелюбиви, да кооперираат со своите врсници, да соработуваат, да не бидат себични, туку да споделуваат онаа што го знаат со другите, а исто така и да ги почитуваат разликите во однос на мислењето, однесувањата, културата. Ова беа дел од темите кои беа образложени на 4-та поред научно-стручна конференција со меѓународен карактер која се одржа во Штип. На конференцијата учествуваа 47 излагачи, а поводот е одбележувањето на 24 мај, денот на сесловенските просветители Кирил и Методи.